Вечерва со вас. Академици. Кај сте бе, дечки? Шо има? Што се прави? Ме заебава слушалки, не ми губат контакт, фак. Јо, здраво деки. Добро дошли. Ќе биде малце пократок стримот денеска, затоа има две теми само. Имам некои обврски накај 8, така да ќе сработиме денеска тоа, отприлика нешто ќе ви дам домашна, ако ви се вежба. У глобала, не заборавајте прво follow, subscribe, сите тие ствари да ги направите што треба да се направат, кои што треба да се направат. Денеска ќе работиме на тема праење боле вектори, што тоа уствари значи. Значи, како подобро да го користиме пен тулот, ова е нели за луѓе што тазе фаќаат да работат илустратор. И сега, што е концептот тука? Зошто го правам ова? Ова највише ќе ни се најде и ќе го искористиме ако идеме на логомотива и почнеме да им помагаме во врска со векторизирање на логоата кои што ќе ги најдеме за да се објават нели во таа наша најголема дигитална архива која што ќе имаме со помош на логомотива. Второто е колку и како треба да се наплаќа. Тука ќе збориме на тема работни часови, како да се пресметува, зашто нели пипела работа не е туку така едноставна. Да не заборавам пред да почнеме, дечки, еве го Дискордот е жив. Наминете на Дискорд, ќе си правиме муабет таму, ќе си покажуваме портфолија, ако има некој нешто да сподели работа, огласи за работа. Тој канал треба да направам огласи за работа, за работење проекти заедно, значи може да се присобереме и да си работиме заедно. Кој нема да плати на некој друг, јавно ќе биде брукан и друкан, така да памет у глава. Или кој нема да сработи, така да тоа е тоа. 5:57, ајде уште 3 минути да побрбљаме и од 6 сат почињаме со користење пентул. Кој што кажав, кажи го, шо ви дове сад, чекај се збунив. Кој што кажав, ќе работиме со пентул, ама не само со пентул, него општо што прави добар, што е добар вектор, што е лош вектор. Сега од прилика тие што се поискусни знаат, добар вектор е да се направи со помалце точки, лош вектор е кој има премногу точки непотребни стајани. Значи од точка А до точка Б ние да имаме као од точка А до точка З и измеѓу сите точки да ги имаме стајано. Тоа не е убаво, нели, за тебе као дизајнер, тоа е хигиена у дизајн ти е некако, значи и она common sense. Ако може да се изведе со 4 точки, изведи го со 4, нема да нацрташ 444 за да биде глупо и да, знаеш, беспотребен број на информации ставаш во векторот, не треба толку да тежи еден вектор, знаеш. Тоа баш сега ќе покажам како усвари што е концептот. Кругот е најболе ствар. Кога се објаснува како се прави вектор, собираме сега правиме нели нов артборд. Shift 0 тука. Сега. Имаме кружница. Елипса. Shift Alt од средина ја влечеме и ја правиме вака. Така. Нека биде црна за да се гледа. Ќе ја центрираме. И сега гледај. Кругов е создаден од 1, 2, 3, 4 точки. Значи, тоа е најмалиот број на точки кои што може да се искористат за да се направи една кружница. Правилна, неправилна, значи може и како елипса да биде, повторно ќе има 4 точки у неа. Сега, споредбено со ова, со 4 точки, ова е значи најмалиот број на точки кои што можеме да ги искористиме. Најголемиот сега, нели, ако направиме една права линија, вака, ја офарбаме црна,
Дајме малце подебел строк. Сега, овдека има една точка, две точки. Ние можеме да нацртаме исто круг со 365. Така, и ќе добиеме ние истиот ефект. Значи 365 360 точки усвари, пардон, 360 точки ќе ни направат на нас исто еден круг. Сега, дали вреди да се нацрта круг со 360 точки? Не. Кругот се црта со 4 точки и готово. И сега ќе зголемиме строкот само за да видиме што е. Ево. Даш, круг. Тоа е пак е круг и ова е круг и ова е круг. Овој круг е направен од 4 точки. Ово има само 4, ово има 360 точки. Што е сулудо. Значи овие информации тука непотребни што ги имаме, ги заменуваме со овие 4. Така да Pen Tool-от ни е најболјиот другар во Илустратор и највише го користиме него за работа. Така да со Pen Tool денеска ќе земеме и ќе цртаме едно старо македонско лого. Сега ќе најдам нешто донски лого. И ќе гледаме да го нацртаме со што е можно помалце точки, тоест да го прецртаме сега логото. Само да најдам што е ова? Лого, не логос. Македонски лого и ми го дава ова, кажи го, македонски брод, лого ми вика. Гениално. Добро, на логомотива нема да идеме, него ќе идеме на некој друг сайт да најдеме некое наше лого кое што треба да се векторизира. Хајде бе, дај нешто да ти е. Катастрофа. Може да земеме да го прецртаме. Се полесно е за цртање, ама усвари не може да го прецртаме него, зашто нема да користиме Pen Tool во него. Мислев комерцијална банка логото. Ама добро е кога почнуваш со дизајн, со графички дизајн. Добро е да почнеш да ги прецртуваш логоата за да да се вежбаш со логоата, за да научиш како функционира Pen Tool-от како алатка. Значи колку поише го користиш Pen Tool-от, толку полесно после ќе ти биде за цртање и за правење ствари. Боже факин господе, зашто не може да најдам логоа, некои, било какви, македонски. Лого. Што е ова? Што си ти, бе, срце? Лајкувајте брат. Какви се овие? Катастрофа. Чека, на логомотива ќе отидам. И на крај крајава ќе земеме некој лого од логомотива, што е веќе убаво нацртано, само ќе го прецртаме ние пак. Ево го. Грбот на општина Центар. Има кривулјари, има све у него, така да тамане. Го намалуваме у некоја достојна димензија, чисто да се види. И најболje да го заклучиме со CTRL 2. Сега. Добрата ствар кај ова лого што е симетрично, тоа што тука баш не е нешто утнато е у симетрија, или така требало да биде, не знам. Ја му ставиме средна линија. Оп, имаме вишок линии, unlock. Само секунда. Ето така, лок сега. И треба почнеме да цртаме. Црна боја си користиме, најстандардно.
као и увек. Сега за потребите на логомотива, најдобро и најправилно е да се кажи го автентично да се црта логото, значи 1:1 како што е. А за своји лични потреби и вкусови секогаш можете да си ги стилизирате логоата ако сакате и ако ви се допаѓа тоа, значи да му даете некој ваш мек, да пробате побаво да го направите и така дали и така дали. Почнуваме, значи со едната страна ќе ја цртаме. Прво, нели имаме средина. Да видиме дали е све точно на средина стајано. Па не е све, ама ние сега ќе го исправиме ова да биде централно, дошто гледаме дека станува збор за симетрија. Pen tool, кратенка на тастатура P. Така да користете тастатура редовно. Графички дизајн се работи со две раце, не се работи со една рака. Лева рака ти е на тастатура за шорткати, десна рака ти е на маус. Ако црташ со лева рака, свака час. Добро. Значи почнуваме сега вака. Кога зборам, нели, од преска што зборам за бројот на точките, познавам еден дизајнер на времето што вектори правеше вака, стискаше, значи и прави каталјарда точки. Ова уопште не е правилно. Најлесен начин за цртање е стискаш и влечеш со маусот и ги повлекуваш овие рачките што се anchor points. И сега на новиот илустратор ти кажува точно кај ќе падне. Сега малце го утнавме падот, ама одма дур сме со pen toolот, држиш alt и ја поместуваш линијата до кај што ти одговара. Повторно кликаш тука до точката до кај што сакаш да стигнеш. Тука го ресетираш anchor point-от со клик на него. Сега доаѓаме тука и сега повторно ја влечеме. Знаеш како? Веќе имаме 1, 2, 3, 4 точки, а ние нацртавме пола крило. Така. Еве сме до тука. Сега доаѓаме до овој пад тука да го средиме. И сега гледај. Мене автоматски, значи, векторот рачкава на енкорот ми кажува точно кај ќе падне следната точка. За да го задржиме патувањето, тоест нели флоуто, да не го исечеме, чекам сменам боја, да се гледа. Еве го, гледаш, ако направам вака на точката, тука добивам малце оштар агол, така да ја следим увек оваа линија тука, кога ги поместуваме рачињата. И сега доаѓаме. Точка, точка. И сега за тука може да направиме фора да имаме ваков дел. Сега има тука. Ја влечеме надоле линијата, па доаѓаме до тука. И сега нозете се нели вака криви, тоа не треба да се, ама за нив да ги исправиме, ќе искористиме една техника што се вика round corners. И кога ќе работиме со round corners, веќе е полесно. Сега гледај, ова колку едноставно го решаваме само со една точка. Значи, разбираш? И имаш чиста, убава линија. И еве сме сега. Доаѓаме тука. И пази сега. Природно линијата си го фаќа патот. Нема потреба да се глупираме со. И доаѓаме до средината, нели, до тука. И горниот дел од крилото. Се ова нели не го објаснувам ја многу најубаво, ама ја сваќаш поентата што е
на поместувањето на сите овие рачиња. И гледај сега колку едноставно, значи за 2 минути тоа бавно работење, ние веќе го имаме нацртано орелот. И сега ја селектираш со белата стрелка оваа точка и оваа точка и само ги влечеш. Ете ги така. Гледаш? Сега имаме, селектираме, десен клик, трансформ, рефлект, копи, CTRL-Y и сега ги допираме овие две точки со белата стрелка, CTRL-Y и им правиме join. Така да сега тие две точки станаа една и ние веќе го имаме телото на Фениксот. Така. Браво за нас. Сега. Да довршиме главата. Идеме тука, полека, не брзаме нигде, увек CTRL-Z функционира. Илустратор е добро што колку и грешки да направиш, увек можеш да се вратиш назад. Така да, ако направиш грешка, тоа значи дека дента ќе научиш нешто ново. Нели? И ги спојуваме точките, внатре цртаме една целосна кружница вака во окото, заедно двете селектирани, со Pathfinder правиме minus front и го добивме Фениксот као што треба. Сега, од средината на Фениксот ќе го нацртаме огинот и истото ќе го повториме и со огинот. Значи, гледаш како само ги влечеш рачињата и автоматски векторот природно си добива пат како треба да движи. Доаѓаме до тука, од тука викаме вака. Го имаме и оганот направено, копи, повторно исто, нели, CTRL-Y, стигаме до средната точка. Ајде бе, стисни се. CTRL-Y на нив исти принцип, значи, сега се изместени од централната оска, ама они две се на исто ниво, на исто место се, така да сега ќе ги наместиме централно и сега фали да го нацртаме уште на надворешниот дел, и овие две да ги споиме да не заборавиме. Така. Надворешниот дел повторно. Истиот принцип. Го правиме, го применуваме. Доаѓаме до тука. Десен клик, трансформ, рефлект, копи. Сега го правиме штитот. Ги спајаме овие точки. Пак со CTRL-Y и сега. Шо направивме? Така, CTRL-Y. Ги качуваме овие горе CTRL-Shift и десна заграда. Ова го фарбаме. Не. Outline-от го менјаме и го фарбаме бел. Ти идеш горе и еве го логото. Сега. Ова ни е бело, за да не биде бело ги селектираме позадината и внатрешниот огин, minus front,
Ги имаме сега двете логоа, едно до друго, исклучуваме гајдови, автентично, исто кој што треба. Така, браво за нас. Го нацртавме за помалку од 20 минути. Еј, што се случи бе? Гокс, фала за... Оу! Што направивте бе? Абе, се заебавате вие. Гокс, фала за сабовите, брату. 6 од 10, 6 од 10, идемо. Идат паричките. Фала ти, Гокс, за саб рейдот. Оу, добро, чекај. Браво, фала. Не си нормален, брату, добар ли си? Генијално. Сега. Пентулот, од прилика тоа. Друг начин на векторизирање слики е со Image Trace на Illustrator. Сега у понова верзија на Illustrator Image Trace-от работи окей, со тоа што дури боле работи него што очекував да работи. Чекај. Да. Добро, види сега. Кај е играта тука? Еве ти. Сега не знам колку се приметува кај вас на монитор. Кај мене се приметува. Значи, во овој дел тука, во овој дел посебно, еве и овдека. Малце, ова ми е нели вакво искривено, не знам, така ми се гледа мене, а тука веќе има прав пат. Овој феномен се јавува ради овие непотребни точки кои што ги има илустраторот сам стајано, ама сега добро. Еве и тука има исто непотребни точки, што е скроз без врска и непотребно, значи стварно не... Овие точки што се стајани тука, ама буквално за ништо не требаат, само прават гужва, само за фаќаат место. Еве. Споредба, црвеното е тоа што го цртавме ние и сега гледај како се разликуваат, значи правилно е, конзистентно е. Тука имаш нели и сега кругови не знае да ги нацрта правилно илустратор. Само тоа ти е AutoTrace опцијата на Advec 7 out of 10. Седми subscriber. Фала ти, дечко. Фала на сап. Дечки, добар рейд направивте денеска. Ме збунивте, да ви кажам право вака. Браво, фала на сабовите, фала на супортот на стримов. Мене искрено ми значи све. Ама буквално све. Идемо. Топ. Да, значи. Кога користиш пентул, гледај да вежбаш на што е можно покомплексни дизајни и да ги црташ со колку што е можно помалце точки. Значи само играј со овие со рачките. Пардон, со anchor points што се, значи и цело време само вежбаш и на почеток увек изгледа тешко. Значи ја на почеток кога почињав да работам у Илустратор пред 17 години беше го немаше овој момент, на пример, ако направиш тука и сега ти каже кај ќе падне. Точно, знаеш, сега е полесно, сега викаш добро тука, па од тука сакам да иде вака и вика, знаеш, имаш лайв превју. Тоаш немаше, брат, и она ги бодеш само точките као сакаш и што сакаш да им правиш. Сега многу полесно имаше, сега не ми текнува, го заборев, има сајт еден за вежбање Anchor Points, да сватиш
суштината на Anchor Points од како функционираат, кај што буквално тресаш, ама у веб браузер се дешава нешто и е добро, ама некако е за мали деца. Знаеш, боле земи нацртај лого, бар раката ќе имаш осетна рака што е точно кај како е, него на сега на веб. Мислам, дизајнер си, илустратор имаш у компјутер, земи, уклучи, запали и распали. Така да, овдека ова. Гледаш овие непотребниве што ги имам оставено, како мора некој. Ама добро, ќе ги средам, не е фрка. Сега намерно сам да се избрука малце, мораше. Од прилика тоа е што станува збор за пен тулот. Сега може да се пошегуваме малце. Не знам да нацртаме уште некое лого. И сега да најме некое покомплексно лого кое што нема да го цртаме само со пентул, него ќе правиме некоја комбинација од користење на basic shapes, значи на прости форми како крупчиња, правоаголници и такви ствари, и ќе ги спојуваме со Pathfinder со едно со друго за да го добиеме логото како што треба. Лого. Добро, пишав лого на Google, браво, Гоце. Видиш Јане? Цап. Гок свадање од нигде. Сега да земеме да прецртаме некое лого, интересно, со тоа што ќе користиме, нели, прости форми и успат ќе користиме и кажи го, и пентул за некои си ситници. Добро. Apple логото? Или Playboy? Не, Apple, бе, Apple. Starbucks. Starbucks многу е комплицирано, брат. Брзам. Имам нешто работа. Не, многу е комплицирано Starbucks, не зафркај. Не, чисто ова, значи, сега го кажам, озбилно, сите што работите дизајн, дали почињувате сега или нешто, најдобра ствар е да се вежба. Сега со Apple логото, например, ќе почнеме да го правиме со кругови. Имаме еден круг, ставаме тука. Втор круг, ставаме тука. Така. Сега. На овој круг му правиме CTRL-C, CTRL-F. Да добиеме оваа форма од прилike тука од страна. Нели? Шо поголема, толку подобро. Ете, така. Се и оваа страна исто. Да дојдеме тука, CTRL-Y да ги наместиме линиите да ни се поклопуваат. Редовно, значи. Така. Имаме уште една кружница тука доле да ставиме. Од прилика. CTRL-Y да ги наместиме на место, нели, да се преклопуваат. Сега, после овој дел, значи, што е, имате уште едно 150 начини како да ги спојувате формите, како да ги раздвојувате формите, дали со Live Paint. Ја си терам стара школа со Pathfinder си чачкам, така да ја ќе ви покажам со Pathfinder. Јасно ми е со ние Live Paint Bucket или Shape Builder, ти реков ми рече, ама, знаеш, прво научи како се работи пешки
а после наоѓај шорткат, знаеш, немој да пробуваш уште на сам старт, а да пробуваш да ти биде сега, ај да биде полесно. Полесно не работи. Така. Сега. Input overlay. Управо си. Управо си, у петок има input overlay на стримот. Сори. Да, едно време го имав ставено, па нешто почна, не ми работеше. И го исклучив, ти изборам пред 3 години и го исклучив и од тогаш, сега се вратив да стримам и скоро заборев дека постои како опција оверлејто, така да рачунај ќе биде ставено за петок. Добро. Сега. Прво нешто што ќе направиме, ќе ги селектираме сите, ама чекај. Да и оваа дупка да оставам сега. Ево бе. Ете, така. Малце помало. Сега ги селектираме сите и со Pathfinder со Divide. Значи, кликаш Divide и сега сите форми, кога ќе направиш дабл клик, секоја форма се брише и не постои веќе као форма. Значи, си ги бришеш сега пешки, рачно, делит. Сега тука не сум ги споилувал овие точки. Што е проблем? Па сега мора пешки. Опа. Гледаш, не се споени, па сега со плюс на тастатурата додавав една точка. Чекај. Еве и тука една точка. И сега оваа точка може да... Ајде бе, што ти стана? Гад. Не на тоа. Се додав непотребни точки и се зафркавам. Добро. И еве го сега јаболкото го имаме. А овој дел го немаме. Абе го од себе. Чекај. Даш не сум ги споилувала и проблем. Сега Ctrl Z назад скроз. Сега сите се посебни форми се уште. Еве овака и сега Ctrl Y. Гледаш како не е допрена. Значи влакно, ама тоа влакно прави фрка. Сега тука е споено. Овој дел значи е споено. Тоа што не зафркаваше преска, што не се избриша. Така. Селектираме, може да го трнеме на страна као shape, повторно со Pathfinder, со Divide и ги бришеме едно по едно. Delete, Backspace. Кое копче поише ти одговара за бришење, тоа си го користиш. Ја користам Backspace. Овдека пак една линија ни отиде, ама мицата, нема врска. Гад. Како бе вака? Добро. Сега, откако ги направивме грешките пак, сега ни се селектирани и со Pathfinder, со Unite ги спајаме сите. И сега да ја поврземе јаболката, викаме од тука до тука и сега внатре ја цртаме. И повторно Unite и сега имаме тука премногу точки. Пак. Ама тоа се случува кога црташ со кругови. Да, малце. Не е битно. Какво е тоа јаболко без ливче? Да знам.
Ево, едниот дел од ливчето. Ево го и вториот дел. И сега на овие правиме интерсект. И тоа што е у средина, тоа се... И за тука со белата стрелка А. И ете го Apple логото. Така, така. И нормално, црташ што е можно поише. Пардон. Црташ што е можно поише. Колку поише црташ, толку по-добро и полесно ќе ти функционира и мозокот и рацете за работа во Илустратор со Pentool и она буквално на тој начин најлесно ќе почнеш да гледаш од фотографија лого. Значи буквално си го тренираш окото и мозокот да постојано у било која фотка ти видиш некаков си символ, па почнуваш да работиш со форми на него, врз него, знаеш, она, и ја симплифицираш фотографијата и ја правиш да биде у форма на лого, на пример, не знам, портрет некој, whatever. Баш еве сега ќе земе, еве на пример, не знам, Мона Лиза. Ајде да пробам, шо? Нема шо да изгубам. Еве, на пример, Мона Лиза. Така. Имаме фотографија од сликата. Ја зголемуваме тука, Ctrl и 2 да се заклучи леерот. Врз неја ќе боиме со црвената боја. И сега. Главата, нели, правиме кругче. За главата, тука. Така. Чаго да го зголемам строкот да се гледа поише. Сега главата од едно кругче не ја бива. Може да направиме два круга, например, вака да стојат. Или со А ја зијаме оваа точка, Ctrl X, Ctrl F, ја спуштаме надоле до тука, овие две точки ги селектираме со белата стрелка, Ctrl J, ги спајаме и овие исто, Ctrl J, ги спајаме. И сега веќе имаме главата нацртано. Вратот доаѓа вака за да бидат споени. Ова го правиме горе да се биде сега за сега. И веќе имаме, нели, форма. Следно е торзото. И ево го торзото нацртано до тука. Долниот дел го бришеме и го продолжуваме во овој стил. Сега, за косата, нели, може да користиме само линии. Ctrl-C, Ctrl-F, copy, paste in place. И сега ги зголемуваме од страна вака. Например, ова. И ја спуштаме надоле косата до тука. И сега тука може да си направиме и повторувања. Alt и Shift и кликаш да се движи до негде. И после тоа Ctrl и D. И гледаш истата позиција, значи истата оддалеченост од оваа до оваа ја повтори на секаде. Сега ќе имаме тука после малце средување, ама доволно добро е за да се, нели, да имаме поидовна точка. Transform, Reflect ги селектираме сите, копи и ја префрламе косата навака. Сега. Со тоа што она гледам има патец на средина, а ние немаме патец на средина. Сега да ја тргнам само малце на страна. Аха, не за патецот и е тука. Така. Ама, сега. Ние правиме интерпретација на господјата, така да, нели, ќе си ја направиме по наше. Затоа што си е наше гледање. Сега ќе пробам
да го извадам патецов до тука негде вака, ако успеам со ова, значи сега косата што ја ставив позади, сега ќе ја ставам напред. Да дојде и па имаме нешто тука, се гледа од прилика. Добро, не е лошо. Може да биде и полошо. Така. Сега. Го тргам филот. Викам, чекај сега да ги нацртаме очите. Очите. Кругчиња. L. Елипса. Кругче едно. Кругче второ. И сега носот и трга од вејата. Значи имаме тука право, ова и ова. Правиме дебелина иста и пентул уста. Така, сега да видиме со бела боја. God fucking ме подсети на ово. Каков идиот. Бега да ти мам. Леле, гад. Добро. Сега. Не можам да и се изнагледам. Искрен да бидам. Како? Каков идиот. NPC. Гоце, брат ми. Вака ли, бе? Боже, факин господе. Али не, сега добро, се заебаваме и све, ама... You suck, you swallow. Добро, отприлика тоа е поентата, значи сега ќе се вежба, ја портрети искрено не знам да цртам, така да не, ќе го трнам база или срамота. Портрети не цртам многу у животов и у кариерава, малци јам цртано, посебно као дизајн, имам некои слични на овој праено, со малце подебели линии со глупости, ама отприлике тоа е тоа. Косата со фил, дефинитивно, да. Само поентата беше да се работи со пентулот, маре. Знаеш, користиш пентул, користиш прости форми, нешто да направиш, и она оверсимплификација редовно доаѓа до таков изглед, значи лего отприлика нешто му доаѓа као идеја. И знаеш, работата е да се вежба и да се работи што е можно поише, за што е можно поише да се добие осет за цртање, нели? Увек ќе се прават грешки, увек ќе се случуваат вакви глупости кои што се случуваат. Чекај. Да. Сега има некој еве отприлика што зборев. Ова е убав пример. Само јајте, не размислував у моментов вака. Гледаш, уствари, фората.
прости форми, значи да не навлегуваш у детали. Се очиња не мама, тоа е принципот и тоа е пристапот. Цицка изгледа. Да, ова е дона, знаеш, баш оверсимплификација на све. Сега ја што се зајавам што ставив очи и што ме фати срам е друго. Крив сум, не викам ништо, крив сум лошо. Така да, добро, не може сите све да знаат да цртаме, брат, затоа секој посебно, мислам, секој си работи кој што си работи. Big brain, да. Сега. Као што кажав, денеска ќе биде пократок стримов. А у петок ќе оправиме дугачок, петок цртаме лого за сметководствено биро. Тоа е вистински клиент мој, кој што ми дозволи да го искористам стримот за да го нацртам логото. Сметководствено биро, и у сметководствено биро најако што до сега никад не сум цртал лого за сметководствено биро. Така да ќе биде интересно и мање више цела епизода ќе биде со цртање на тоа лого и општо разработување као целосен бренд. Тоа што сега можам да ви го покажам за тоа како изгледа логото, сега што го има, у моментов, само секунда, да го симнам, да видам како се викаше. Како ти се викаше фирмата? Fuck. Само секунда, да видиме. Нешто прашање било што, дечки, у моментов кажувајте, прашувајте, ќе завршиме работа. Што се ови? Да видам. Како се викаше, бе? Еве го. Ова е моменталното лого, сега тоа е тоа. Нема љутење. Така да има пеперутката има јаболче. Се гледа дека не е правен од дизајнер, живи здрави. Така да идемо logomaker.com. Дружај, сега јеби га. Не може секој, може би на почеток не може да си приуштиш лого, па после тоа ти останува и најмалце ни на крајна памет не ти доаѓа дека да тебе ти треба лого, но еве сега пријателка ми е добра, така да она ме замоли да направам лого, ја замолив да го правам логото на стрим за да имам што да правам контент и она рече успут дека ќе части и пиво, така да. Да, маре, на тоа работам у моментов као на концепт. Се појави еден дечко, рече дека ќе се убаци као спонзор за тоа. Да, и мислам, баш така да ги изненадуваме луѓе со фин брендинг. Сега, он ми е прв, зашто он ми е фризер од тука, од мало ме шиша. И, знаеш, нема никаков брендинг на дуќанот, валја и он, као и сите останати, викаат, брат, не се замарам сега со логото, ќе му дојде време и никад не му доаѓа време. Така да, ќе гледам да го направам што е можно побрзо, за да почнам да го изненадувам него и да почнам да изненадувам и други луѓе, знаеш, зашто најискрено
преку глава ми е више од тоа, ама ако не те побара, не знам, наплати, брат, некој нема, јеби га, ќе му направиме и нека, ако биде среќен, супер, ако не е среќен, па да е жив и здрав, знаеш, ќе офрлиме и тоа е тоа. Нека стои така, као така. Сад, нели, треба да почнам да снимам, па да одам, да прашам за дозвола за објава на интернет на неговата фаца, не знам, интервју. Концептот ми е у глава, ама треба да седнеме да го направам. И пак ме фаќаат некои мали гужви со работа со глупости собрски, ама дефинитивно ќе го правам тоа као концепт и нормално секој дизајнер што би сакал да помогне или фирма што би сакала да помогне за било што, јас сум отворен. Значи не е тоа дека е мој проект, тоа е наш проект. И да правиме да изгледа све боле кај нас. Сам има на времето, овие, кажи ги, некои у Србија правеа као герила акција, да ме ќе заборавале кирилицата, бла бла бла, и искачаа навечер, ги мереа излозите што се како се со исписи на што им се исписите на латиница, седеа као дизајнери, ги преправаа на кирилица исписите, ги штампаа и им ги прелепуваа врз дуќаните. Брат, тоа у една вечер се деси, значи пола Кнез Михајлова, шеталиште во Белград, беше прелепено и све беше на кирилица направено. Да, Робин Худ, from the hood. Ќе биде интересно, ќе се работи, ќе се прави све. Иначе за тие што не го знаете, Маре е еден многу добар дизајнер, што сега работеше на 100 години Илинден, го направи проектот пуцка. Значи не е нормално добар проект. Маре, свака час, брат. Така. Сега да се збориме за парите. Најгадна тема на свет ми е кој ќе треба да почнам да преговарам цена за дизајн. Никад неам појма колку кошта, како кошта, зашто кошта. Знаеш, има толку многу гуруа што кажуваат вака се наплаќало, нака се наплаќало, некои викаат 10.000 евра за лого, некои викаат као 50 денари за лого. Ја не можам да разберам, знаеш, како се доаѓа до таа некоја цена, таа некоја суманута 10.000 евра за лого, знаеш. И најчесто ги прашувам, добро, кога последен пат си продал лого за 10.000 евра, да знаеш да знам. Ако си продал вчера лого и завчера за по 10.000 евра, онда ја правам нешто погрешно. И редовно никој нема одговор на тоа кога последен пат продал лого за 10.000 евра. Малце ми е смешно, малце ми е тажно, што, нели, а мора да прифатиме и кај живееме и со кого работиме. Пред се, затоа што си ги знаеме, нели, hours, работните часови колку коштаат во Македонија, во македонските фирми, и сега, по логика на нештата, нели, платите се такви какви што се по фирмите, негде се добри, негде се катастрофа, да се живи и здрави сите. Едно време, кога правев логоа, прво нешто тоа Муфикс ми го кажа, Јане, вика, брат, ја наплаќам тоа колку што ми треба у моментот пари. Например, сакам да купам апарат, па дај за логото 500 евра, за апаратот кошта 500 евра, дај 500 евра за логото и заврши работа. А после тоа сваѓаш дека имаш за хранење, чуда, врагови, едно, друго, пето, шесто. И знаеш, ти треба да ти останат поише пари. И сега на Upwork, например, кога работев, последно ми беше на Upwork 40 евра работен час како графички дизајнер. Шо е супер. 40 евра. 40 евра по 8 сати. 320 евра дневница, брат ми, лудило. Мислам да можеш да работиш стварно 8 часа по 40 евра на ден. Ту си на коњ. Ама не иде баш така. Сега, формулата за наплата на дизајн претежно е колку естимираш колку работни сати ќе ти треба за да го направиш логото, плюс 20% непланирано време, непланирани трошоци, мислам, непланирано време, ако имаш
фидбек едно, друго, трето, зашто ја никад не сум наплаќал per фидбек, знаеш ка, еве ти го логото, имаш 2 ревјуа со него, брат, кој те учел така, да, 2 ревјуа, као, ако не му се свија ништо, што попуневаш и отиде смислата, отиде концептот на работа, не соработуваме више. Најбоље е клиентот на крај да е среќен, ако сега клиентот тем почне да се пизди, тогаш да, онда земаш и наплаќаш поише пари. Ама и сега естимираш работни сати, на пример 9-10 сати ти треба за едно лого да го направиш. У тие 10 сати нели ги ставаш, да ги ставиме на рецимо 40, значи 400 евра доаѓа од прилика логото. И викам таа нели 20% плюс ќе додадеш пари, заокружиш некоја цифра, тоа само за лого, нели. Сега за се понатака си има и други цени, други пристапи, едно и друго и трето, ама основата е отприлика таа. Сега 10 сати некогаш се малце. Рачунај сега, правиш презентација, правиш 3 логоа за една презентација и за сите 3 треба да направиш нешто ново, ама отприлика гледаш да се држиш до таа некоја релација 10 до 15 работни сати ти треба реално да направиш нешто ти. Сега, у кој дел од денот и у кој период ќе го направиш истото, тоа зависи од тебе, никој друг. Дали сакаш да правиш сабајле, дали сакаш да правиш попладне, и најлошата работа, нели, што не можеш никако да ја наплатиш, е тоа што размислуваш на логото типот цел ден, значи може усред спиење да се појави логото у глава и да го направиш за 5 минути. Сега, фората е кога тие 5 минути ти го правиш логото, ама мене ми треба, например, 15 години да стигнам да го сработам за 5 минути. И затоа на клиенти не сум кажувал до сега дека работам на работни сати, затоа што не можам да наплатам 5 минути. Знаеш, и не можам да наплатам дека јас сум седел у кафана и у кафана ми текнало на логото, јас што му кажам, цехот у кафана беше 100 евра и 3 сати седев у кафана, волку кошта логото, зашто таму го смислив, знаеш, су го нацртам на салфетка сега, глупости. Така да, естимирај си зависи од тебе, зависи од обемот на проектот. Ама во работни сати, не знам, седни направи си пробни логоа, види колку време ти треба за истите и отприлика со тоа ќе си направиш цена, ќе си дефинираш за логото. И ова зборам као фриленсер, сега не зборам као фирма сигурно на друг начин се пресметува, сите останати трошоци, бла 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 бла, агенцијски провизии, ти реков ми рече, тоа е веќе фирма. Ти као поединец што си работи дома туку така, цената е таа. Вредноста на твојот работен час никој не може да ти ја дефинира освен ти. Сега разгледај цени по интернет, како идат, што идат, зашто идат. Немој да се преценуваш, мислам, пробај, ама знаеш, немој да се прецениш себе си да си премногу скап као дизајнер, а на крај да имаш никаков резултат. Знаеш, тоа еднаш можеби ќе ти пројде 2 пати, ама после тоа се помалци клиенти ќе доаѓаат кај тебе, затоа што ќе имаш 2-3 незадоволни клиенти кои што нема да кажат баш добра ствар за тебе понатаму. Лошиот збор се шири многу побрзо него добриот збор. Така да тука пазете се многу, значи лош збор е катастрофа. Посебно за дизајнери, многу лошо патува тоа и не се заборава, никад не се заборава, значи катастрофа. Не се преценувај, боле, значи ако го видиш клиентот дека е спремен, дека сака да дае поише пари, гледа му ги земеш нормално, ама и гледа му направиш деливери на тоа што си му земал пари. Зашто не можеш туку така да речеш само окей, ќе направам нешто без врска, ќе лапнам 2000 евра за едно лого и тоа е тоа. Боле лапни 5 пати по 500, него еднашка 2000, знаеш. И имај конзистентен прилив на пари постојано. Зашто големи логоа ретко доаѓаат, а кога ќе дојдат ретки се, значи 1, 2, 3 годишно ако можеш да направиш супер, ако не боле направи 10 мали. Ама сега во исто време немој
да си правиш undervalue на својот труд, нема си индиски дизајнер на Fiverr $5 лого, мислам, брат, дај не се заебавај сега. Си се вреѓаш сам себе, си го вреѓаш знаењето и знаеш, не се цениш самиот себе, не си го цениш ни времето ни трудот. Златна некоја средина најди, значи немој и баш кај ја го рушиш кредибилитетот на професијата која што ја работиме ние. Сите дизајнери што сме, на сите ни го рушиш и на себе си го рушиш кредибилитетот. Знаеш, зошто на Гоце да му платам рецимо 1000 евра за лого, која може Јонче да ми го направи за 10 евра. Зашто тоа што е 10 нема врска со ова што 1000. Знаеш, и не плаќаш ти личност, плаќаш труд. Сега, ако ти се трудиш, мислам, не можеш да се трудиш за 10 евра, брат, срамота е, знаеш. Многу е лош и неблагодарен пристап сам према себе. Не знам како ќе станеш са велики, си гледаш во огледало дека работиш за дж, буквално. Знаеш како, до кога така? И едноставно на крајот ден ќе ти остане запишано дека ти си тој најефтиниот дизајнер. И секој ќе доаѓа ќе бара ефтин дизајн. Знаеш, покажи се дека си добар, дека си квалитетен, почни да наплаќаш убаво и ќе доаѓаат уште побави клиенти, побаво ќе си наплаќаш и кај нив. Ама ако те разберат дека си онаков Shutterstock 10 евра дизајнер, брат, остана на тоа и тоа ти е судбина. Така да, наплата на дизајн е заебана работа и многу битна ствар. Ова ја го научив на многу тежок начин. Кога и да работиш со било кој клиент, другар, брат, роден, нека е, сестра, што да, 50% аванс. Немој да се правиш глуп, немој да си будала, да сработиш све на почеток за без пари, зашто после тоа го снемува клиентот, а ти више се му ги пратил фајловите и готово. Толку. Земи си 50% аванс, мислам, ниеден од мајсториве не е луд што го прави тоа. Земи си 50% аванс, сработи си на деливери уште 50% и готово, крај, толку. Значи има некоја заштита позади себе за да можеш да преживееш. Ако те заебе, бар 50% си му земал од парите. Така да, тоа е тоа што имам да кажам. Чекај, не бе, еве, тука. Дечки, Дискордот, уште еднаш ќе опуштам. Не знам, кој не е дојден на Дискорд, нека дојде. Слободно шерувајте го Дискордот со другите. За во петок може да направиме, тоест за во петок ќе го правиме логото на Марина. А после тоа може да правиме и ако испратите доволно договор на дело. Маре, у било која форма, брат. Значи, договор на дело не е, знаеш, после ќе се бркаш по судови. А судството како функционира кај нас, Перу, ќе си значекаш за парите. Без врска. Разбираш? 50% нека си ги плати, после тие 50% тогаш стартува да се работи. И сега ризики и за двајцата. И за тебе и за клиентот. Он ќе ти плати 50%, ти ќе го заебеш. Тоа е најлошо комбо, брат, да почнеш по судови да се бавиш. Се треба да работиш или треба да идеш по судови? Па паркинг, па адвокати, па судски такси, па глупости, па едно, па друго и на крај за што си работел? За да идеш у судница. Глупости, мислам идиотштина. Може у петок, ете и да биде и малци по дизајнот sub icons. Леле, колку ме мрзи тие да ги правам, брат, не си свесен. Ама фала, дефинитивно ќе ги направам. Трнав еднашка да ги цртам, не ги направив, ги баталив, ама да, дефинитивно ќе правам. Може, фала ти за контентот. Така да, дечки, еве го Дискордот. Споделете со другари дизајни, дај ќе направиме некој интересно комјунити. Може да правиме ревју на ствари, значи има на каналиве како се викаше, покажи што знаеш, значи имаш канал кај што може да си ставиш свој дизајни, што си направил, како си направил, зошто си направил.
за истите може да дискутираме и уживо на стримови. Нели сите да кажуваме наше мислење, што мислиме, како мислиме, у граници на нормала и да нели да си помагаме, да се избилдаме као луѓе, као комјунити тука постојано да растеме, нели. Сепак од нас зависи до кај ќе тера дизајн светот во Македонија и надале. Така да, дечки, фала што дојдовте денеска, стварно само 1 сат е стримов, извинете, битни обврски, така да останете ми добри, вежбајте дизајн постојано, немој да не сте вежбале. Што да ви кажам, се гледаме у петок. Секој добро, фала за сабскрајбови денеска. Не сте нормални. Гокс, фала што направи рейд со сабскрајби. Адвек, фала ти што се сабскрајбна. Дечки, останете у добро здравје, срекна среда денес, идемо дале во петок, се гледаме. Поздрав, чао!